Од видеата кои кружат на социјалните мрежи може да се забележи моментот како настанал големиот пожар. Повеќе искри од пиротехника се пренесуваат на сценографијата во дискотеката, пошто за неколку секунди избувнува огромен пожар. Пеачите во моментот кога забележуваат дека пожарот интензивно се проширил, извикуваат на присутните веднаш да ја напуштат дискотеката. Изграден во 1999-та, легализиран во 2005 година. Објектот каде се наоѓа дискотеката Пулс, каде вчера избувна фатален пожар кој резултираше со човечки жртви и над 100 повредени, никогаш не побарал елаборат за противпожарна заштита, покажуваат документите на Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа значи дека дискотеката не работела согласно закон. Директорот вели дека за едно правно лице да функционира согласно прописи и закони, мора да поседува ваков документ кој Дирекцијата за заштита и спасување никогаш не го издала за овој објект. Според информации на сител дискотеката Пулс во моментов нема ниту важечка лиценца за работа. Извори од истрагата велат дека дискотеката оперирала со фалсификувана лиценца. Министерството за економија последната дозвола за работа им издала на 13 март 2023 година во важност од една година. Исто така сметката им била блокирана, па се поставува прашањето како продавале пијалоци услуги за време на забавите.